Дали сте сигурни дека во ова се влегува во борба против корупција, принципиелна борба против корупција, или политичка пресметка која треба да го демонтира ДУИ? Среќа што меѓународниот фактор пред да започне владата извади црната листа. Да започневме ние први да го апсиме Артан Груби, веднаш ќе беше политички реваншизм. За Артан Груби тоа беше јавна тајна. Реално беше очекувано. Да е само еден предмет за Артан Груби е окей. Меѓутоа мислам дека има повеќе работи. Ова не е порака за Артан Груби, ова е порака за господинот Ахмети. Нели Артан Груби велеше јас сум извршител, подизведувач на Али Ахмети. Се сеќавам до 2002 година, јас сум бил тогаш член на ДПА. Тогаш го ставија Мендух Тачи во црна листа. И ние сите велевме, фала Богу, што не е претседателот во црна листа. Тогаш е лош. Меѓутоа пораката беше друго. Никогаш таа партија не стана партија. И колку пораката ќе ја прифати и ќе започне господинот Ахмети да рефлектира. Прво, впечаток е дека борбата против корупцијата и криминалот сепак ја води кагато. Владата е се уште во една прилично реактивна позиција. Второ, дел од овие работи што ги спомнуваме, тероризам, Бела ноца и така, тоа се операции кои што не ги води неопходно оваа влада сам.